Со реформи во пензискиот систем пред 20 години се воведе вториот задолжителен столб. На почеток сите бевме скептици како ќе функционира. Ќе пропаднат ли парите на идните пензионери? Дали се смени перцепцијата денес, разговараме со Иван Стојановиќ, член на управниот одбор на КБ Прво пензиско друштво. Стојановиќ, добредојдовте во емисијата Финсайт. Добар ден и пред се добре дојдовте вие во нашите простории на КБ Прво пензиско друштво и особено задоволство ни е денес овој разговор да го одржиме токму тука во нашите простории. Ви благодарам. После 2 децении се смени ли перцепцијата кај граѓаните? Па видете вака, ајде пред се точно 2 децении реформиран пензиски систем, јас би рекол 2 децении КБ Прво пензиско друштво како еден неизоставен дел од системот уште од самиот почеток на реформата. Јас би се навратил малку наназад во периодот кога оваа реформа е донесена, усвоена, кои биле причините и кои биле целите на оваа реформа, за да сватиме дали всушност ние денес сме ја постигнале поентата. Во тој еден амбиент на, да кажам, сериозно нарушена економска активност во државата, со изразено висока невработеност од една страна и од друга страна демографски проекции кои укажува на, да речеме, едни неповолни очекувања за иднината, е направена оваа реформа со цел на долг рок да се стабилизираат приходите и расходите на фондот за ПИОМ, да се обезбедат пензии од повеќе извори, значи не само од придонесите од државниот буџет, туку од едни акумулирани средства на граѓаните, и секако да се развие домашниот пазар на капитал и општо пристапот и свесноста за инвестирање. Ако се видиме денес, после 20 години, значи еден дел од оваа приказна е многу подобар, економската слика е многу подобра во државата, меѓутоа пак од друга страна демографските предизвици денес изгледаат уште поизразени или по-песимистички од она што беше пред 20 години, така да реформата е апсолутно оправдана и колку порано е донесена, искрено толку подобро. Во однос на скептицизмот, тој во едни вакви услови кои што ги споменав, тој е до некаде очекуван и оправдан, бидејќи во таа фаза на развој, па да речеме, воопшто инвестициите во финансиските инструменти беа една непозната или табу тема за голем дел од граѓаните. Меѓутоа, она што успеавме за овие 20 години да го изградиме, значи едни друштва за управување со фондови кои се базирани на стабилна, на здрава основа, кои почиваат на најдобрите принципи на добро корпоративно управување, на транспарентност, на отчетност. Мислам дека влијаевме да тој скептицизам не само што се намали, туку постепено прерасне кон еден, да кажам, позитивен интерес и позитивен поглед општо на граѓаните кон реформираниот пензиски систем. И тоа не е само наше мислење, туку и анкетите кои редовно ги спроведува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го потврдуваат и го укажуваат тоа. Газдите, односно работодавачите, секој месец за секој вработен уплаќаат по 18,8% од бруто платата во ПИОМ. Од тие пари 6% завршуваат во приватните фондови. Доволен ли е овој процент за сите да имаме сигурни пензии во иднина? Да имаме сигурни пензии, да, апсолутно. Меѓутоа, знаете како, идната пензија зависи навистина од премногу голем број на фактори, од кои дел се денес познати, колку денес заработуваме, колку години имаме денес, колку е тој придонес што денес го издвојуваме, меѓутоа и од голем број на фактори кои особено на тој долг рок на кој што ние работиме се исклучително непознати. До кога ќе работиме, која ќе биде староста за пензионирање кога ние ќе се пензионираме, кој ќе биде очекуваниот животен век во моментот кога ние ќе се пензионираме, како пазарите на капитал ќе перформираат во тие години од денес до нашето пензионирање и така натаму, и сето тоа се фактори од кои зависи утре и прашањето прецизно колку ќе изнесува нашата пензија. Меѓутоа, ние во КБ Прво пензиско секако правиме често проекции и очекувања за идните износи на пензии на нашите членови, и она што можеме да го кажеме е дека за еден просечен член кој цел работен век партиципирал и функционирал во овој двостолбен пензиски систем,
Очекувањата се така наречените заменски стапки, тоест односот на пензијата наспрема просечната заработувачка на членот во неговиот работен век да бидат подобри, повисоки отколку во, ајде да речеме, под предпоставка да останал само принципот на генерацијска солидарност. И што би значило тоа? Еве, например, на 100 вложени денари, за колкав процент се оплодени парите на идните пензионери? Па ја бидејќи спомнавме 20 години, ние може да кажеме кој е повратот или кои се приносите кои се остварени до сега. Гледано низ призма на сметководствена единица, ние при почетокот на фондот, почетокот на сметководствената единица е со вредност 100, денеска таа на денот на посредно вреднување во КБ Прво пензиско изнесува 303, што значи на предпоставени, ајде да речеме 1000 денари пред 20 години, членот моментално има 3003 денари. Меѓутоа, од друга страна, ајде да кажем, тоа е нели една динамичка категорија во иднина и зависи од периодот и од фреквенцијата на вложување на средствата. Меѓутоа, она што, ајде да кажеме, можеби поедноставно за граѓаните го разберат, тоа е просечниот принос кој друштвото го остварува во овие 20 години од постоењето на фондот. Тој во КБ Прво пензиско изнесува 5,7% на годишно ниво. И тоа е веќе еден, ајде да речем, принос кој е со еден завиден период од 20 години. Знаете, не е тоа година, 2 или 3, туку 20 годишен просечен принос. Приватните фондови менаџираат со 3 милиарди евра, тоа се пари на идните пензионери. Во што ги вложувате овие пари? Така е, да, 3 милиарди евра е вкупниот моментален фонд на пари со кои сите три друштва на пазарот управуваат. Од тие 3 милиарди евра ние во КБ Прво пензиско друштво управуваме со некаде од прилика околу 1,5 милиарди евра. Она што е битно да граѓаните и членовите го знаат, тоа е дека ние инвестираме во склад со претходно воспоставена и дефинирана инвестициона рамка, инвестициони правила, кои се дефинирани од носителите на политиките и од Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, кои фактички го дефинираат, ајде така да се изразиме, теренот за игра, додека ние ги бираме инструментите конкретни во кои што вложуваме. На крајот на денот тоа е колку се во државни обврзници, колку се во акции на приватни компании. На крајот соодносот е да тоа е едно балансирано портфолио во кое што ние отприлика околу 60% од портфолиото имаме вложување во инструменти со така наречен фиксен принос, тоест тоа се пред се обврзници на Република Северна Македонија, меѓутоа и на други развиени држави со соодветен прифатлив кредитен рейтинг, додека остатокот, некаде грубо во моментот околу 30% акциско портфолио, тоа акциско портфолио на странските најразвиени пазари на капитал, преку кои де факто македонските граѓани само во КБ Прво во еден износ од околу 500 милиони евра, меѓутоа во целиот систем речиси околу 900 милиони евра на македонските граѓани се вложени во најквалитетните компании на берзите во Њу Йорк, во Европа и така натаму. И како бирате, дали вложувате на пример во акции од Тесла, што гледаме во кој сектор да бидат или ги диверсифицирате? Секако дека примарно е да ги диверзифицираме, за да во таа рамка која е предвидена обезбедиме еден умерен и прифатлив ризик за нашите членови. Меѓутоа, бираме и, ајде да речеме, нашиот аналитички тим за инвестирање, работи постојано на анализа на најдобрите инструменти во тој момент во кој што може да се инвестира. Ние како КБ Прво пензиско конкретно не вложуваме директно во едни, ајде да речем, во акции на еден издавач, меѓутоа преку така наречени ETF-и, Exchange Traded Funds, ние индиректно вложуваме во еден широк спектар на компании, например, токму како ја споменавте Тесла или Nvidia или Alphabet и така натаму. Меѓутоа, од друга страна, нашите политики ги спроведуваме на начин што бираме одредени сектори или одредени индустрии во кои што ние мислиме дека развојот и растот во средниот период ќе биде поинтензивен и на тој начин, ајде да речеме, и во изминатите години повеќе се изложивме кон секторот на информацијска технологија, на вештачка интелигенција, на управување со големи бази на податоци и така натаму. Стојановиќ, кога
ќе почне таа прва поголема масовна исплата на пензиите? Кога очекувате? 2030 да се случи или? Ајде, може би е познато, може би не, меѓутоа ние веќе исплаќаме пензии во КБ Прво пензиско друштво. Сето ова не е некоја теорија, туку е веќе функционира во пракса. Може би бројот во моментот е скромен, тоа се околу 100 пензионери, меѓутоа укажува на тоа дека системот постепено стигнува и до онаа трета фаза која што му е нели крајната функција. Овој примерок е мал, меѓутоа еве како што вие добро сте истражиле, некаде околу 2029-2030 година почнува еден поинтензивен процес на пензионирање на нашите членови, кога очекуваме отприлика по 2000 пензионери годишно да се зголемува бројката на пензионери од тростолбниот капитално финансиран пензиски систем. Ние интензивно вложуваме во тој процес, значи било да е тоа во софтвер, било да е во дизајнирање и спроведување на адекватни процеси кои на нашите членови, освен што сме им овозможувале досега позитивно искуство во фазата на вложување, сакаме тие да имаат уште едно попозитивно искуство во фазата кога ќе бидат и корисници на пензија од нас. Сите зборуваат за хрватскиот модел. Каков е тој и каде сме ние во однос на останатите европски земји? Добре, многу едноставно. Тоа е го прави овој одговор поедноставен, што е тоа еден многу сличен и споредлив модел со нашиот. Значи се разликува можеби во одредени функционалности или нијанси. Инаку грубата слика е дека тоа е исто еден тростолбен модел во кој што првиот столб е државен и функционира на принципот на генерацијска солидарност, вториот столб исто како кај нас задолжителен капитално финансиран столб и третиот столб е доброволно пензиско осигурување. Оно што се можеби разликите е што тие имаат почнато малку порано и што нели со самата големина на економијата и на примањата, средствата со кои управуваат моментално се околу 24 милиарди евра. Тоа и во апсолутен износ повисоко, меѓутоа и во релативен, во однос на бруто домашниот производ, тие се некаде над 25%, додека кај нас соодносот е околу 17%. Меѓутоа, може би една од клучните разлики кои и населението го слушнало или го дознало е за тој така наречен мултифондовски пристап, кој тие го имаат усвоено со една реформа во 2014 година и кој овозможува поделба на фактички на задолжителниот и на доброволниот фонд во 3 засебни портфолија, во кои што членовите се распределуваат зависно од нивната возраст и од фазата во нивниот живот или кариера. Тоа овозможува да оние луѓе кои се приближно при крајот на својата кариера и се доближуваат до моментот на користење на пензиите, имаат една по-конзервативна и помалку ризична политика на инвестирање, што им овозможува презервација или зачувување на капиталот, додека помладите членуваат во портфолио кое е повеќе ориентирано кон ризик и повеќе ориентирано кон акции, за да во една фаза кога се помлади и нивните заштеди се помали, им се овозможи побрзо оплодување и поголем раст на капиталот. Може ли ова искуство да се примени кај нас? Па во принцип, знаете како, секако дека да, може, и ние како асоциација на пензиски друштва сме особено позитивни да тие промени се случат, се остварат, пред се во овој дел кој го зборував за мултифондовскиот пристап. И сме срекни што генерално и сега посебно во последниот период има значени чекори да тоа стане реално, значи се работи поинтензивно од страна на носителите на политиките. Меѓутоа, јас не би се задржал само на тоа да ние скопираме можеби една добра функционалност само од хрватскиот систем. Има и други бројни, ајде да речам, споредливи системи со нашиот, од кои што треба да се влечат добри практики. Меѓутоа, веќе кај хрватскиот модел една интересна информација е дека на последниот годишен извештај, на последното годишно рангирање на пензиските системи од Мерсер, која е најголемата и најпрестижната консултантска куќа во делот на пензиските системи, хрватскиот систем е оценет многу високо, со оценка Б, тоест второто ниво, ајде да речеме од 6, рамо до рамо со, например, системите на Германија, на Швајцарија, на Обединетото кралство, значи,
А нашиот тие ги рангираат системите по адекватност, по одржливост и по интегритет. Што значи релевантно истражување. Нашиот систем го нема бидејќи не сме дел од Европската унија и не сме доволно големи за да бидеме вклучени во тие истражувања, но повеќе го споменав од аспект дека имаме споредливи системи, што значи на некој начин и за нас потврда дека овој систем и оваа политика кон која што сме решиле да работиме е исправна и де факто е многу високо оценета од релевантни институции. Го споменавте третиот, тоа е доброволен фонд. Дали младите се заинтересирани да си членуваат доброволно пари и да се уплаќаат во третиот столб? Да, доброволниот фонд не е, јас често сакам тоа да го кажам, не е тука случајно. Значи, овој систем не е случајно тростолмен, тој има своја функција и своја цел. Двете клучни функции на доброволниот столб се да има возможен пристап до системот на оние кои формално не се дел од, да кажам, од работната сила и за кои не се уплаќаат придонеси во вториот столб, меѓутоа и на оние кои се членови да има возможи повисока и удобна пензија при пензионирање. Во таа насока ние сме задоволни од интересот генерално за вториот столб, меѓутоа колку што сме задоволни, толку гледаме и простор да тој интерес биде многу повисок на некој среден рок или па на долг рок. Во однос на младите, јас би рекол има 2-3 сегменти како можеме тоа да го гледаме. Еден оно што е моментална состојба, еден е се можеби некои трендови, еден се оно што ние го осеќаме како чувство, како сентимент на младите и на пазарот. Моменталната состојба е дека просечната возраст во доброволниот фонд е за жал повисока отколку просечната возраст на членовите во задолжителниот фонд. Тоа зошто се такви бројките? Знаете, тоа до некаде е нормално. Јас не зборам за големи разлики, меѓутоа е повисока просечната старост, бидејќи еве тргнете од себе. Ретко кој размислува за пензија првиот ден кога ќе се вработи. Обично таа одговорност и таа помисла ни доаѓа малку подоцна. Меѓутоа, ние често имаме настани, често имаме предавања, често имаме дружења со разни организации кои ги анимираат младите, било да се тоа студентски организации на млади предприемачи, и гледаме дека и познавањето, меѓутоа и енергијата е сериозно смената. Тие се многу подобро информирани за инвестирањето, тие се многу поодговорни кон својата иднина и искрено очекуваме да во иднина овој сооднос се менува и да, кажам, се повеќе и повеќе млади анимираме и пристапуваат кон доброволното пензиско, да кажам, секогаш би било добро или би препорачале да постојат и одреден сет на можеби на мерки или на директни механизми, било да се тоа од државата, било да се заедно од државата со пензиските друштва кон анимирање на овој интерес кај младите. И такви механизми постојат. Што би можело да се промени државата да помогне во кој сегмент? Во поголема информираност или постојат механизми? Едното поле да, поголема информираност и заеднички кампањи за информираност на овие групи уште од некоја порана возраст, што веќе се работи, значи да не испадне дека не се работи заедно со агенцијата МАПАС, доста работиме на тоа поле. Меѓутоа, постојат механизми, например, на автоматски енролмент, на автоматско приклучување. Тоа би значило да секој кој пристапува во задолжителното пензиско осигурување, автоматски му се отвори сметка и во доброволното, во кое што тој не е обврзан да вложува или не мора да вложува, меѓутоа би се надминал кај тој член оној примарен страф од непознатото, дали јас треба кон ова да пристапам или некоја скепса дека тоа нешто многу сложено и така натаму. Втори механизми кои постојат, кои можеби не се, да кажам, во моментот апликативни, меѓутоа можеби би постоеле на среден или долг рок, се одредени matching contributions, тоа значи дека за одредена популација под некоја возраст која што ќе уплаќа во доброволниот фонд, државата доделува одреден вид на субвенции во одреден процент од тие уплати, или пак одобрува одредени даночни олеснувања за таквиот вид на уплати. Значи модели постојат. Целта е младите да се мотивираат, бидејќи уплатите на младите во доброволното пензиско осигурување се добри и за нив, меѓутоа на долг рок се добри и за државата, бидејќи се оформува едно поголемо
ајде да кажеме, поголем волумен на средства кои долгорочно се инвестираат, кои може да се насочат за развој во домашната економија, а во моментот кога тие ќе станат пензионери, ќе примаат повисока пензија и со самото тоа ќе се намали одреден притисок кон државниот пензиски систем, столб. И која е таа минимална сума која што треба или минимален процент од платата која што треба да ја издвојат за доброволниот столб? Знаете како, нема правила, може нема било правило она што велат странците one size fits all. Значи, она што е добро кај младите е што тие на своја страна го имаат ресурсот кој не може да се купи со пари, тоа е времето, и колку порано инвестираат, сумата која што треба да ја издвојат е помала, бидејќи со сложеното вкаматување многу битен фактор е времето и тоа многу придонесува да сумата која двојат во почетокот е помала. Меѓутоа да, може би една сума од 1000 денари месечно за некој кој е ново вработен и е на почетокот на својата кариера сосема доволна и таа секако постепено ќе расте низ текот на времето. Моето последно прашање до вас е што можат идните ваши членови, па и сегашните, да очекуваат од КБ? Имате некои новини кои што ќе ги поведувате за скоро? Па пред се, ние сме посветени да продолжиме го правиме најдобро оно што го правиме, тоа е да возможуваме максимални приноси во инвестиционата рамка која е моментално дефинирана. Второ, секако може да се очекува наше вложување во дигитализацијата на процесите, на корисничкото искуство на членовите. Веќе споменав, може да се очекуваат процеси кои ќе го направат и корисничкото искуство на нашите идни пензионери подобро, полесно. Може да се очекува исто така засилена едукација на младите, за кој што веќе зборувавме, општо за финансиската писменост како целина, меѓутоа и поконкретно за делот на пензиските системи и пензиското осигурување, и може да се очекува преку ново формираната асоциација на пензиски друштва на Македонија да преку тоа тело да бидеме еден фактор кој ќе иницира секогаш позитивни предлози и позитивни промени кон носителите на политиките кои на долг рок ќе направат едно добро за сите нас. Сега во моментот имате средби, имате предлози кон носителите на политики? Па средби секако дека имаме, во моментот некои конкретни предлози немаме, меѓутоа она што е свежа активност која што ја направивме, од прилика пред еден месец беше одржана една сериозна меѓународна конференција за пензиски системи тука во Скопје, во организација на асоциацијата која што ја споменав. На неа зедоа учество стварно видни експерти и влијателни луѓе од целиот регион и пошироко од Европа во делот на пензиските друштва и пензиските системи. Не радува фактот што конференцијата беше многу добро посетена, што на неа видоа интерес и се обратија и представници и на владата, и на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, и на некој начин заклучоците од таа конференција беа прво дека сите сме, ајде да речеме, сложни, дека овој систем кој што е изграден е правилен и треба да го дополнително развиваме и негуваме во периодот кој следи. Меѓутоа друг сериозен заклучок за нас како пензиски друштва беше дека воопшто не заостануваме зад, ајде да кажам, најдобрите регионални или европски практики, туку треба да сме горди на тоа што го имаме, самоуверени и да продолжиме да се развиваме понатаму. Да се надеваме дека и нашите и ние еден ден ќе станеме пензионери и Секако. парите ќе бидат уште повеќе оплодени со поголем процент. Стојановиќ, јас ви благодарам на интервјута. Ви благодарам и вас и ни беше задоволство.